Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Во време на доста најразлични настани на разбрануваната меѓународна сцена, во Република Македонија се одржаа неколку значајни бизнис средби и разговори меѓу македонските и представници од неколку држави, како на пример од Германија. Скопје беше домајкин и на 15-тиот поред водневен самит во Организација на Македонија 2025. Како што е познато, тоа е независна, непрофитна и неполитичка организација, основана од македонски иселеници, со цел и мисија да придонесува за развојните успеси на Републикава. Домашни иселенички и меѓународни представници, лидери и бизнисмени седнаа на заедничка маса. На самитот интересно обраќање и пораки имаше и премиерот Христијан Мицкоски, а во дводневните разговори, анализи и сознанија беа представени низа предлози со конкретни проекти за идните успешни развојни чекори на Република Македонија, и тоа за економскиот раст, инвестициите, реформите, прекуграничната и глобална соработка, дигитализацијата, потребата од национално обединување за најважните национални прашања и многу поголема соработка на татковината со своите македонци во светот. Од владата посочија дека нивниот став е оти не мора да се бориме за нашата вистина. Македонското достоинство, многувековните национални вредности, историја и вистина немаат цена ниту молк. Тие мора да се чуваат, негуваат и афирмираат. И во турбулентно време, двата меѓународни аеродроми во Македонија, Скопскиот и Охридскиот, ги завршија првите 4 месеци од годинава со рекорден пораст на бројот на патници од 32,4%, или вкупно имале 1.200.000 патници, со обслужени 8.123 летови. Годинава досега се отворени 5 нови дестинации, а веќе се работи на уште 7 други. Во летниот распоред, кој е почнат од крајот на март, а завршува до крајот на октомври, од Скопскиот аеродром се патува до 78 градови, а од Охридскиот до 17 места. Продолжаме со вестите. Во 21. век никако и од никого не може да се оспорува или забранува употребата на името Македонско. И тука попуштање и компромис не смее да има. Оти се удира по најсветото по името Македонско, кое и во Библијата е запишано. Македонците се македонци и ништо друго. Северно македонци нема. ВМРО ДПМН јасно го осуди говорот на новоизбраната министерка за надворешни работи на Бугарија Чамова, која македонците ги нарекуваше северно македонци. На тоа остро реагираше и од нашето Министерство за надворешни работи. Од Брисел изјавија дека проширувањето на Европската Унија останува приоритет и дека за сите земји од Западниот Балкан има место во Унијата под познатите услови кои тие треба да ги исполнуваат. Па ако кандидатите испорачуваат, тогаш и Европската Унија мора да им испорача нив, велат од Брисел. Унијата набрзо треба да исплати околу 200 милиони евра наменети за Република Македонија, Албанија и Црна Гора, што е во рамките на планот за раст на Западниот Балкан. Се вели дека овие пари се даваат бидејќи трите држави покажуваат напредок во спроведувањето на реформите поврзани со европското членство. Има забрзување на реформите во Македонија, а тоа ќе го покаже извештајот за Републикава што го подготвува Европската комисија.
Во Брисел на седницата на Советот за надворешни работи на Унијата, шефовите на дипломатиите на дневен ред ги има реформите и напредокот кон Унијата на овој западно-балкански регион, значи и на Република Македонија. Како што спомнавме, нашава земја има постигнато доста конкретни резултати во спроведувањето на реформите и е 100% усогласена со надворешната политика на Унијата. Од опозицијската партија СДСМ и од низиниот председател Венко Филипче се бара уставни измени кај нас да се направат веднаш и да се вклучат бугари во уставот, како и Европска унија веднаш, а не изолација на републикава, па го критикува и премиерот, уште велики дека ВМРО била пробугарска партија и оти според СДСМ функционери со бугарски пасоши глумеле лажни патриоти. Одма реагира од ВМРО ДПМН, велики дека било јасно од СДСМ и сегашниот председател Венко Филипче, наместо да ги бранат македонските интереси, се ставиле во служба на бугарските провокации, користејќи исти зборови и уцени како Софија. Филипче и Заев со златните визи што ги имаат во Дубаи, бара да се прифателе бугарските уцени, но Филипче бил со криминални афери и скандали. Рекол од ВМРО, додавајќи од тие добро што македонскиот народ веќе знае со кого има работа. Во градската општа болница 8 септември во Скопје со 12 милиони евра се обновени, опремени и модернизирани 7 операциони сали, оддело за интензивна нега, болничките лаборатории, канцеларии и други простори на површина од 4334 метри квадратни. По 8 септември станува најмодерна болница во државава и пошироко, каде ќе може да се добиваат најдобрите здравствени услуги. Повеќе од $1 милијарда се инвестираат во автопатот Кичево-Охрид, кој се очекува да биде завршен во првите месеци до година. Меѓутоа, дел од овој пат бил заборавен и уништен во минатото време, па мора да има одговорност за таквото неодговорно однесување, рекол од владата. Меѓу македонците во Мала Преспа, Албанија, беше премиерот Христијан Мицкоски, пречекан со овации. Тој го откри споменикот во чест на македонските херои од овој крај, изјавувајќи дека македонците во Албанија се нераскинлив дел од македонското национално ткиво. Го сочуваа македонското име, македонскиот јазик, традициите и духот, тогаш кога било најтешко. Паматицата, Македонија, нема никогаш да ги заборави, туку ќе продолжи да ги поддржува. Македонците од Грција уште и по 7 години чекаат одговор на писмото со барање во црквите во северниот дел од Грција, каде што се нашите најбројни, богослужбите во духовните храмови да се одржуваат на македонски јазик и со азбуката на Свети Кирил и Методи. Во писмото упатено до патриархот Вартоломеј во 2019 година, меѓу другото е наведено и дека од почетокот на минатиот век црквата и државата Грција активно со закани и заплашување го менувале јазикот, имињата и националниот идентитет на македонците. Следи блокот информации на повеќе теми. Македонското здравство било подготвено за, не дај Боже, појава на случаи со така наречениот хантавирус кој стана актуелен во светот. Институтот за јавно здравје има и лабораториски реагенси за откривање, а и други процедури за диагностика и исправување со ваков вид на вирус кој можел да се пренесува од човек на човек, ама при подолг и близок контакт. Оддадена им беше почит на 8 припадници на безбедносните македонски сили, кои на 9 и 10 мај пред 11 години во Кумановско диво населје настрадаа при терористички напад. Ранети беа и 37 полицајци. Се одржа и панихида за покој на душите на Љубиша, Бобан, Горан, Жарко и Самедин, Сашо, Ненат и Горан. Поранешниот министер за земјоделство Љупчо Николовски бил повикан во полиција, бидејќи 800.000 евра без никаква законска основа, кога министеруваше, биле доделени на мали винарии, па сега се собирала документација за тоа. 15 годишен ученик влегол во училиштето 25 мај во Скопје и со нож го нападнал, нанесувајќи му тешки повреди на негов 15 годишен врсник, кој се бори за живот на скопските клиники. Напаѓачот е уапсен.
Основното јавно обвинителство од Куманово ја проширува истрагата против 26-годишниот осомничен серијски убиец Трајко Бојковски од Кумановско, кој во Старо Нагоричане убил 4 жени, а 2 се обидел да ги убие, ама тие куртулиле. Или вкупно станува збор за 6 случаи. Убивал главно постари, освен една од жртвите која имала 25 години. Грозоморно убиство во Битола, додека спиела 31-годишната Ајнет, нејзиниот 33 годишен сопруг ја избодел до смрт. Таа и претходно трпела насилство, ама убиецот него пријавувала во полиција заради 4 деца. А повеќе од половина век, оваа популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот, афирмирајќи ги македонското име, јазик, минато, сегашност, музика и вистина. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува благодарение на упорноста, истрајноста и активноста на нејзиниот водител и уредник Бошко Рајчовски Пелистерски, како и на поддршката, разбирањето и добрата волја од Алеки Димитар. Тие се сопственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги Алеки Димитар. Уште неколку информации. Европа го избра и не е само македонски, туку и европски успех тоа, што соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје е избран за духовно светилиште со најубава фасада, и тоа со јавно огласање на меѓународен надпревар одржан во Унгарија. Македонскиот балет блесна на европските сцени за време на 16-дневната турнеја во Германија, Холандија и Белгија. Во Скопје 5 дена има вино, музика и дружење на фестивалот Виноскоп 2026. Посетителите уживаат во вино, во македонски специјалитети, во музичка програма и друга забава и разонода. Од Норвешка дојдоа во Свети Наум во Охрид младите родители по потекло од Србија Милица и Александар, бидејќи своето дете сакале да го крстат токму во Охрид, велејќи од и ниедно друго свето место во Европа не може да го замени балканскиот Ерусалим Охрид. Раскажува со воодушевување за крштевката за македонското гостопримство и дека Охрид ке го носат за секогаш во нивните срца. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија. На сите вам, драги слушатели и пријатели, ви посакувам да сте живи, здрави, среќни, весели, успешни, каде и да сте, со кого и да сте. Samo da
Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam treba i dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашате за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. Дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате Македонската радиопрограма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ходите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајковски Пелистерски на телефон 810-335-5552 или на имейл raјковски@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Татко ми и Гоце са синове на брат и сестри. Имате ли чувство дека ви има заборавено македонската држава? Апсолутно. И зошто? Кое е вашето објаснување? Не можем да кажем зашто. Само ми е болно. Вие од Македонија не добивате ништо? Апсолутно. Ни збор човешки не добивам. Ни збор човешки. Вие бевте прва секретарка на Методијан Донов Ченто. Без да съм земала грош. Значи, вие се заминувате од Македонија, од кога осуден Ченто? Од кога осуден и за мене, јас загубих името во собранието. Иди кај таа бугарката. Види кај таа бугарката. Значи, вас ле третира ко бугарка? Апсолутно. Јас немах име, веќе по Ченто немах име. А вие се чувствувате ко бугарка или ко македонка? Па не знам како се ме чувствували. А вие како? Че јас дојдена во Македонија на 22 години. Значи, ако добро ве разбирам, значи Гоце Делчев, пред смртта, значи вашиот родник, значи вашиот чичко, вашиот Војко, значи оди во Солун, се среќава со Даме Груев. Така, затварат го чичко ми Гоце во една соба во куќа на краја на Солун и му кажат за безбедност. А тие го затварат зашто? За да не разбере оти оръжието не е доставено. Тамо се среќава таа куќа со Даме Груев? Се среќават са во Солун, а Даме Груев го пушта во куќа да не се сретне со други луѓе. Изговор дека е за безбедност. Значи, вие сакате да кажете дека Гоце Делчев е предаден и убиен за да не открие вистината дека некој не го донел оружјето кое е платено? Апсолутно. Тоа е страшно. И за да не стигне Гоце на Либутуш на 6 мај, кога треба да се прави собрање на селскиот округ, така, ќе бидат присутни од целиот селски округ,
и да се види што е со оръжието. Кој според вас го предава Гоце Делчев? Тоа беше наредба на бугарските официјални фактори. Значи на бугарската држава. Бугарската држава, преку Врховниот комитет, а Врховниот комитет создаде инсталации, своји структури имаше на, рече се, насекаде во Македонија. Врховниот комитет на организацијата со седиште во Софија. Да. Цело време бил следен од луѓе кои што биле специјално ангажирани за тоа. На организацијата. До Солун и од Солун. Значи, ако нема турски војници, од кого е убиен тогаш Гоце Делчев? Предаден е од един од четата на Гоце. Од четата на Гоце? Така. И е стреляно во грб. А тие кои са били скриени предавниците во селската мера, тие са стреляли отпред. И првиот куршум е погоден Гоце. Гоце паѓа по образ. На стомак? Апсолутно. Сакате да кажете дека турска војска нема тогаш и тој ден во село Баница, дека Гоце излегува од селото, доаѓа на крајот на селото, дека го предава некој од неговата чета и дека на крајот на селото, во тие зидчиња кои што ги омегјува тие имоти на селаните, има скриено луѓе кои се најверојатно од организацијата. Точно. ВМРО или како ќе наречеме во тоа време? Не знам чие, на кого припадници, али имало љубомора. И тие го чекат Гоце да излезе од селото? Тие го чекат од селото. И како излага? А сочението е дека селото е околено. Так, а ствари Гоце преминава пред централната улица, од крај до крај. Нема турчин. Не се појавува никаков турчин. И како Гоце излегува надвор од селото, излага тие што се кријат во имотите на крај на селото. Стрелбата почна за да се скрие тоа што стреля од зад, од грб. Значи некој почна да пука од напред. Одпред. Меѓутоа Гоце е погоден од позади грб. Точно. Кој го погодил од позади грб? Некој од четата? Да. Од четата? Да. Некој што е платен? Затоа Гоце вели, слушајте, бранете ме вие од пријатели. Од непријател, јас сам ќе се брана. Па дури Ѓорче Петров 1919. Ѓорче Петров е бил најдобриот пријател на Гоце. На некои 20 години од смртта на Гоце, на поменот кој се давали на панихидата, изјавува дека Гоце е предаден од некој од организацијата. Точно. За да се скрие. Драги слушатели, ево внуката на Гоце, времето ќе покаже, историјата ќе покаже дали е во право она што го зборува, исто и Васко Ефтов, дали е и тој во право во своето интервју, времето ќе покаже. Да се предавниците, својот народ што го продале, бидеј да им расте душа, усти да им гризе суша, светот да ги коме до века. Како казна Божја светот да ги коме до века. Како казна Божја пресуда. Еден од клучните настани во пресрет на Илинденското востание, на кој конечно бил ставен крај на дилемите околу тоа дали да се крене востание. На Конгресот било донесено решение востанието најпрво да започне во Битолскиот револуционерен округ, а потоа да се прошири низ цела Македонија и Одринско. Конгресот траел 5 дена, при што биле разгледани и дискутирани 7 клучни точки. Согласно претходно донесените одлуки во Солун, овој собир имал задача конечно да ја потврди одлуката за кревање востание. И покрај различните ставови меѓу делегатите,
На крајот преовладало мислењето дека востанието треба да започне, пошто дискусиите се насочиле кон практични подготовки. Бил избран главен штаб составен од тројца членови во името на Борис Сарафов, Даме Груев и Анастас Лозанчев. Воедно бил изработен и востанички дисциплински устав, со кој прецизно биле утврдени и должностите на сите востаници. Смилевскиот конгрес завршил во доцните часови на 7 мај 1903 година. Подоцна, кон крајот на јули, кај левинското село Буф, главниот штаб го определил 2 август како датум за почеток на востанието. Така, на големиот празник Илинден, во Клушево започнало востанието што ќе остави длабока трага во македонската историја. Охридското езеро, во срцето на Плаушник се издига Свети Пантелеймон, храм кој не само што го носи печатот на вековите, туку и тишината на молитвите, што никогаш не згаснале. Бидејќи тука, под сводовите, почива Свети Климент Охридски. Ова не е храм што импресионира со големина, туку со скромност што зборува погласно од раскош. Изминаа цели 26 години од повторното заживување на Свети Климентовата црква и 15 години од започнувањето на проектот за возобновување на Свети Климентовиот универзитет на Плаушник, кој според најавите требаше да биде готов до 2017 година. Плаушник е крстопат на духовноста и идентитетот. Овој простор сведочи за континуитет што ретко се среќава. Овде се вкрстуваат патиштата на цивилизациите, вели митрополитот на Деварско-Кичевската епархија, господин Георги. Во Столичен пред една година, негов приоритет е токму светилиштето на писменоста. Плаушник, местото каде што Свети Климент на времето поучувал, се молел, бдел, го изградил универзитетот, сега е едно прекрасно светилиште, но јас би сакал тој простор да го видам заживеан, да биде место за средиште, повторно да биде како во времето на Свети Климента, полно со ученици, со луѓе кои разминуваат своји мислења, затоа што Охрид ни е ликот пред светот, ама тој лик прво ние самите себе си ќе мораме достојно да се го украсиме. Градежните активности беа стопирани скоро деценија. Актуелниот министер за култура пред 2 години посочи дека Плаушник е во лоша состојба. Ситуацијата овде е очајна на сите места каде што бевме и морам да кажам дека во изминативе 7 години слободно за жал можам да кажам дека нашето културно наследство е тотално загрозено, дека воопшто немало никаква грижа, не се одвојувале никакви финансиски средства и е доведена до една очајна состојба оставена на забот на времето. Лани Охрид доби 36 милиони денари за возобновување на Свети Климентовиот универзитет. Премиерот Мицковски сега најави целосно заокружување на проектот Плаушник. Следен проект кој што мислам дека треба многу внимателно да му се посвети внимание овде во Охрид е Плаушник. Конечно да го завршиме тој проект. Почнат од пред многу време. За жал не бил во приоритетите на многу влади претходно. Оваа година, имајќи предвид можностите на буџетот, одвоивме скромна сума на средства, но важно е да се доподготви проектната документација и следната година многу посилно да се излезе на терен. Инаку првичниот проект предвидуваше изграда на 23 објекти, но под притисок на УНЕСКО ќе се градат 6, и тоа резиденцијалниот објект на МПЦ, Конак, Богословскиот факултет, библиотека и музејски комплекс со галерија на икони и центар за хуманистички науки. На јужните... По себе ќе појде, мене никој не ме научил дека сум македонец. Јас сам велам, моето мајчинско млеко ме научило дека сум македонец. Значи, тој сам показ нашите луѓе во своје време, за жал немале можност да бидат образовани. Меѓутоа, образованите го наследувале по предание од поколение на поколение и зачувано до ден денес, иако не сме имале моќна држава, сите кога сме биле под нечие робство. Фактот дека се уште се чувствуваме македонци е дека македонецот постоја. Факт е и тоа дека првото христијанство на Балканот во Европа доаѓа преку Македонија. И тука се непобитни факти. Многу од апостолите работеле, проповеделе во Македонија, сите апостол Павле, сите Андреј, сите Лука и Тимотеј, сите Урбан бил прв македонски епископ. Се сеќавам сега
во тие периоди на приговарање за признавање на автокефалноста на МПЦ имаше едно од тие средби се случува во нашиот манастир Водача и познатиот сега покоен Амфилохи Црногорскиот. Во нашиот двор, во самиот двор на манастирот се наоѓа археолошко наоѓалиште и археологот, тој го посети археологот кој што со мене си живеевме многу блиски бевме и тој подоцна ми кажа дошол да праша, почна да дошло на тема за црквите и тој му рекол нели владико сепак нашите цркви Македонија се постари од вашите таму и тој вика да, тоа е факт вика. Од тука нагоре се шири века христијанството. Моја порека до македонците да се сакаме, да се простуваме, да бидеме едно, да не забележуваме, посебно за жал го имаме тој синдром на самоуништување, самите себе да се погазуваме. Особено тоа го имаме почувствуване ние тука во Австралија и треба да најдеме сили да се подадеме рака, да се сакаме и да бидеме едно, затоа што тоа е најважното. Најважното е да го ставиме преданието на христијанството, на христијанската вероисповед и да надежта во вистинскиот Бог и Спасител Исус Христос, воскресението Негово и, како што спомнавме во самата емисија, да се останеме македонци до крајот. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia for Motor Company, телефон 630-986-5000. Something Mommy said about you, but I don't know if I should tell you. What did she say? I heard Mommy telling Daddy to tell you to stop interfering in her marriage, or she won't stay quiet anymore. Bebe. Pa pravi se noću, zato žmire kad se rode. Sir, can you help me, please? Of course. What's going on, sweet girl? It's very urgent. I think there's a thief in my house. A thief? Where, honey? Inside my house. Okay, stay calm. What did the thief take? My ice cream. Oh, ice cream? Yes, the ice cream my daddy bought is gone. Oh, did you see the thief? I think the thief is someone in my house. Who do you think it is? Probably my mommy. It's just her and me at home today. Your mom? Yes, that's right. Did you notice anything else suspicious? Yes. She looked sneaky, and there was ice cream on her mouth. That's pretty strong evidence. So, is my mommy going to jail? Probably not. This is a small case. But I'm really sad. It was my ice cream. I understand. In this case, I suggest your mom buys you new ice cream. Really? Yes, but next time, hide it better. Okay, I will hide it where she never finds it. Thank you, officer. You're welcome. Pa naravno, evo, na primjer, nisam nikad rekao tati da kod nas dolazi komšija kada on ode na posao i donese mi čokoladu. Oh, jao! Bože mili! Jezero, prirodna ubavina si.
од Бог подарено. Колку си мирно, колку си сино во боја убави. Кажи ми, што криеш во твоите длабоки пазни? Знам, жални работи што тебе ти се случија и на нашата Македонија. Тебе два дела ти откинаја, а народна Македонија по името посегна. Никаде во Европа и во светот го нема. Езеро, врсник со тебе на 3 држави поделен. Ти понекогаш се лутиш и темни далги креваш нагоре. Во правост, сакаш да не разбудиш, да не подсетиш, да бидиме на штрек. Затоа што во последно време некој сака да ти ги спогани твоите убави брегови и твоите води покрстени. Но јас на цел глас ќе викнам, а ти Божјо убавино, пренеси го нека се одзвие преку мориње и океани до сите наши македонци по печалбарските земји. Сигурен сум дека на еден глас ќе речам, каде и да сме, ќе те браним. Јас сакам да те смирам, сакам надеж да ти дадам и со манифестот на Петре М. Андреевски. Браќа и сестри, бидејте на штрек. Не подарувајте го идеалот на вашиот минлив живот. Не напуштајте го храмот што го носите во вас. Не напуштајте го и кога знаете дека е разурнат. Исправете ги неговите разурнатини. Зашто само така ќе се вратиме вербана во себе си. Не срамете се од ништо што е ваше. Ставете го тоа во љубовта како порака од сите наши предци, кои биле некаде тука, на истите овие места кај што ги запаќаме ние. Не дозволувајте никој друг да ви ја контролира вашата свест и вашата национална гордост. Презирајте ги сите оние кои ни го присвоиле името. Но и црквата, јазикот, писмото што всушност го позаемиле од нас. Само здружени и со меѓусебна доверба ќе бидиме секогаш и секаде посилни. Историјата е отворен процес, кој постојано се допишува. Ние, македонците, таа историја сакаме да ја пишуваме само со наше македонско писмо и само со македонска вистина. Слободата е прва наша икона. Не испуштајте ја од вашите раце и од вашата љубов. Та не се освојува еднош за секогаш, туку постојано и секој ден, во секој наш подвиг. Затоа што нашето знаме е сонцето. Тоа е најстариот оган кој ние се грееме. Црни жандар, црвени жандар, црни жандар. Значи, зимаме, мешаме овако, мешат овака, кај баци рамче, знаеш те бриши со джамче, нема тука, рука мандолина. Значи, ги видиме вака картите. Овде црни жандар, овде црвени. Ако ги мешаме овака, ќе добиеме друга комбинација. Пак црвени црвени. Што прежбе баци? Еве мешаме се, чешаме. Звоте, ајде, пробај среќата, молим те. Бе, каква среќа? Нема ја среќа. Пробај, бе, пуштај руката, молим те сега, немој така да ме правиш мален, да ми би, молим. Пробај еднаш пуштај. Бе, каква среќа? Абе, се гледа по тебе дека си турен од среќа, молим те, гледа. Турен веќе претурен. Протурен сакам да речам. Зашто бе, што ти фали, бе, богати? Пробај среќата тука, мораш да имаш ти среќа. Абе, каква за да имав ја среќа, немаше да се родам во Македонија, па ти? Ма немој, молим те. Па кај ќе си раѓаше, бе? Во породилно. Како си ме заебал, слушај, да се договориме сега, гледай. Пази, 500 маркс, гледай. Ја ги ставим овде 500 маркс, ти ставаш 100 маркс. 100 маркс, 5 према 1.
Ко набие, тај добие, важи? Не важи. Зашто бе не важи, чекај сега, немој да ми правиш малер, молим те да ми го стечеш да бодме по прв. Не сакам да ти ги соберам парите, не. Зимај слободно, пари се за зимање, ставај ти. Ти реков, не сакам да ти ги соберам парите сега. Види го сега, не сака да ми ги собе, ќе ми бие некој малер, не можам дома да се враќам, молим те, ела ваму пуштај руката, влечи слободно, ајде. Не сакам, ако... Што не? Гледај сега да ти кажем, уште да ќе ти повторам. Значи црни губи. Црвени добија. Сега прави вака, види Васка што прави, види. Нема, слушај, нема што добија, сигурно ќе добијам, не сакам. Како, волите? Знам. Кај знаеш дека ќе добиеш, бе? Од кај знаеш дека ќе добиеш? Па знам дека и можда знаеш и од напред и од назад, али мораш да пушташ тука руката сега да зимаш нешто. Не сакам да ти ја земам среќата, разбираш ли? Ту бе малер да му се не сакам да ти земам, не сакам. Отвори тука, зимај 100 марки, ставај девиза нешто. Немам марки. Немаш марки? Нема. Па што си бе ти бугарин? Зошто? Па се знае кај нас која ти е национална девиза, више има марки него у немачката таму. Слушај, ај вака да се договориме. Ти ги ставаш твоите 500 марки, јас ги ставам клучевите од кола. Баш? Бе, таму што ќе правим со исклучиви од кола, кога нема кола, ставај пари тука. Види го будала. Со се кола? Кудова? Не бе, Ибица. Ибица. Мужи, стай. Бе, фати. Еј, шикле джандарот. Бе, фати. Кај си бе, шикле джандарот. Не фати, ама зашто не фати? Тишина, бе, ќе отидам ме јабана, бе. Познам бе, комшија. Доста? Браво, шикле. Доста? Што е доста? Чии се овие клучеви? Кај сега чии се клучеви? Кажи, ајде. Мои. Што валя тука клучевите? Да му ги Што да ти гага, бе, да ти гатали? Што да? Абе, колата, бе. Да ми га испере кола. Така и си мисле. А од кој ќе ти испере кола, ќе му избришем. Да, со картиве додиш во театар. Кој бе да иде со свој карти у театар? Не ги давија картите за театар, молим те. Доста, ајде кај сум сечен. Доста. Што е доста? Доста бе. Тој Миро бе. Бе тука. Каде уж пахла овде? Доста бе. Уочи га бе. Повторувај по мене. Джандар, збира. Многу е пред мене устарица. Не. А во мој ветар од тој джамбар до универзалната сала така бе. Како ветер бе. Како салата, универзалната салата. Каква салата ќе ни направат во полициска станица? Не, джандар. Не собра. Македонско. За родендени и мендени, за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ќе ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ќе нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586 997 3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313 278 5100. За да имате убави бели зъби и прекрасна насмевка, обратете се во заболекарската ординација на доктор Луис Кацис. Новата локација е на Рајан 16-та милја, а нивниот телефон е 586 264 2000. Доктор Луис Кацис и целиот негов персонал зборуваат македонски и припаѓаат повеќето здравствени осигурувања. Заболекарската
терапија за срцето, умот и слободата. Затоа не губете време. Слободно јавете ми се за брзо букирање и организирање на секаков вид на патување со причина или без причина. Wedding party, cruise, graduation, концерт, романтик. Сакате и автомобил рент? Да, тука сум јас. Јас, Анета Коруновски, ќе ви помогнам во се, а ваше е да уживате во вашиот живот. Ако сте со вашето семејство, ќе имате изненадувачки дискаунт. Празници се ближат, побрзај. Контакт 630 432 9371 630 432 9371. А јас, Travel Agent Анета, ќе ви одговорам на повикот. Од мојата колешка Анета следува и ова сообщение. Ако сакате помош и насоки за брзо и сигурно стекнување на америчко државјанство Citizen, ви нуди приватни часови лично или на онлайн по договор. Контакт Анета Коруновска 630 432 9371 или на anetakorunovska@yahoo.com. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на македонското радио Оро Македонско. Секоја недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугестии, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. Јас сум Левко Блажевски, естраден уметник, што ја изведувам песната За љубојно. А вие ќе слушате програмата на Македонска, Оро Македонска. Goran Taskovsky gives hope to Macedonia and every Macedonian, 2,500 years after Alexander the Macedonian, to reborn a nation that has been denied. 500 години не газеше, не успеа да не поништи. Србите не газеа, не малтретира, не успеа да не поништат и бугарите, и грците сега се плашат од триумфот на македонците. Да бидеме само единствен, единството ќе не штити секогаш. Тоа, браќа, јас на сите го апелирам. Македонци славјански не може да има, ниту и грчки, има само едно. Македонски македонци. А сега грчката влада, грчкиот гаврамен, исто прави на исти начин како што направи Хитлер со Jewish people, што ги дестрои со ган, а пак грчкиот гаврамен сака македонскиот народ бај политика, со политика да го дестрои. Под страв македонскиот народ не смее ни овде оваа слободна земја да се искаже оно што е, бидејќи мисле еден ден да се врате назад во својата татковина кај што се роде и ќе биде многу лошо третиран од грчките власти. Толку можам да речем. Во денешна Грција, ако таму, јас како одев да зборувам во дуќаните во Лерин, луѓето требаше да ме викнат вака со прсто и да ми реча да се затскријат малце, затоа што ни вела ако лафиме ние отворено по македонски во Ленин денешен, дека некој ако слушни од полицијата или од шпиуните, дека тие ќе бидат малтретирани, тепани, дискриминирани и многу други работи ќе му се направи на ними, како што знаеме ние сите тука. We came 12,000 miles to learn Macedonia's own language because that language was suppressed. In where I come from is a selo armensko. And we were suppressed. We were not allowed to speak Macedonian. And the whole thing is ironic. We came out of this lovely country, 12,000 miles, to be able to speak and communicate freely in our own Macedonian language. The first Macedonian words that I heard were the words of my great-grandfather. He spoke to me Macedonian. Now, he
was born in 1876. He came from that era. He didn't come from the 1944. Now people, you cannot teach a language, you cannot invent a language, you cannot create it. A language, to become a language, has to grow with the people, with their tradition, with their culture. The policy of the Greek government, which we all know well, is to bring out the exhibition to demonstrate the Greekness of the Macedonians, and that hits below the belt at the Macedonian people. Околу националните интереси, околу иднината на нашите деца, околу почита кон сопствената историја и достоинството на народот. Нашите предци не седелеа кога ја бранеа слободата, не прашуваа кој од каде е, ниту кој на кого припаѓа. Сите стоеа под едно име Македонија. Премиерот потенцираше дека истрајноста на македонците во овој крај низ децениите е подвиг достоен за почит. Вие го сочувавте македонското име, јазикот, традицијата и духот, и тогаш кога беше најтешко. И затоа денес сакам јасно да порачам, Матицата нема да ве заборави, Македонија стои со својот народ, каде и да е, со почит, со грижа и со искрена поддршка. Инаку под мотото чест за хероите, завет за иднината, македонците од Мала Преспа денеска во Туминец организираа посебна свеченост за оддавање почит на хероите од овој крај. Заедно со премиерот Мицкоски на манифестацијата беше присутен и министерот за култура Зоран Љутков. На Македонија денес и е потребно обединување повеќе од кога било претходно. Минатата сабота, 9 мај, љубанци на најсвечен начин го одбележаа селскиот празник Свети Атанасов ден летен. Најубави честитки до организаторите кои се погрижаа, и тоа Алек, Спасе, Дени, Тони, Билјана и други. Не би можел да прескокнам, а да не ги спомнам имињата кои се починати, Бог да ги прости и тоа. Владе Шерденковски, Владе Видиновски, Спиро Масталџиовски, Радко Трифуновски, брајката Влада и Славе Пешариковски, Џан Христов и други. Да кажем и тоа, досегашните кумови, мојата маленкост, честно му го предадов кумството на новите кумови Тони и Александра Ристовски, Грежловски. Честито кумство со желба до година празникот го дочекате со еден джуниор. Честито и од Господ здравие кумови Тони и Александра Ристовски Грежловски, ве поздравуваме со оваа песна за љубено. Ljubojčani
црква Свети Илија. Неколку жални вести. На 85 годишна возраст почина Стив Цветко Јаневски. На 56 годишна возраст почина Джим Велјановски. На 85 годишна возраст почина Славко Ристовски. На 93 годишна возраст почина Милева Михајловски. А на крајот во Чикаго на 50 годишна возраст почина Славчо Чурковски, остана да жалат супругата Кристина, ќерката Елена и синот Димитри. Бог да ги прости горе новопочинатите чеда. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 24/7, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.